Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Александар Илиев, воено-безбедносен аналитичар. Господин Илиев, добредојавте повторно во студио 10. Ми се чини дека има многу теми да се разговара, светот врие, некој ќе каже како никогаш досега, но без разлика сепак тензично е на повеќе точки. Последно она што се случи е во конфликт, поврзано со конфликтот помеѓу Израел и Хезболах, убиството на лидерот на Хезболах Хасан Насралах. Пред тоа Израел изведе една многу широка разузнавачко безбедносна операција, таргетиран напад на целата организација на Хезболах со пејџерите и други електронски уреди, но сега велат повторно и Соединетите американски држави, но и Русија велат дека регионот е на рап на војна, на еден широк конфликт. Како гледате сега на ситуацијата? Најпрво да ја поздравим публиката, благодарам на вас за вашата покана. За жал, светот е навистина се по-комплексен од безбедносен аспект, а последните случувања во Израел, Либан, Газа се дел од сите тие, од тој глобален надпревар помеѓу големите сили и не може да се одвои овој конфликт од глобалниот надпревар помеѓу САД и од друга страна Иран, Кина и Русија. Убиството на лидерот на Хезболах е еден чин од повеќе активности кои беа поврзани и кои беа насочени за да биде обезглавена и Хезболах и Хамас во последните месеци, а нападите со пејџери и оние воки-токи, значи уреди за комуникација, беа во иста насока да се онеспособи командувањето и контролата на Хезболах и на Хамас. Но уште поважно е пораката која испрати вчера Бенџамин Нетањаху, а тоа беше дека не постои место на Блискиот Исток каде што Израел не може да допре до своите непријатели. И таа порака е стратешка комуникација на Израел кон сите земји во регионот, па и кон светот, а пораката е дека Израел не е слабата земја за која што се доби слика минатиот октомври, туку Израел е една респектабилна сила, сила која може да се справи со своите непријатели. Така да, доколку лани во октомври сите имаа слика дека Израел е безбедносно ранлив, разузнавањето на Израел не е совршено, сегашната слика е една друга слика. И сега ескалацијата во Либан е почеток на една нова фаза, меѓутоа тоа ќе е времена фаза, нема да биде ескалација во регионална војна, бидејќи термините кои ги употребија безбедносните сили, тоест одбранбените сили на Израел, беа дека почнуваат една таргетирана, локализирана и временски, мислам така, лимитирана операција. Тие кажуваат на тој начин дека целиме Хезболах ќе оперираат само на територијата на Јужен Либан, каде што Хезболах не треба да е присутен според резолуција на Обединетите нации од 2006 година, и дека на крај после таа операција тие ќе се повлечат. Тоа е пораката денес од израелските одбранбени сили. Да, се зборува за ескалација на овие судари во една регионална војна, каде се разбира дека главни претенденти на тој некои судари би биле Израел и Иран, се разбира како главни опоненти, но представени и преку низа на други прокси организации во регионот, значи една комплексна безбедносна слика. Но прашањето е тука дали е тоа сега реално од повеќе причини. Прво што гледаме дека Израел изведе една комплексна безбедносно разузнавачка операција со која ги елиминираше главните закани за кои смета дека се засега за еврејската држава. Понатаму на граница Јордан и Египет се држат воздржани, не се мешаат, тоа е очигледно, не планираат да се мешаат. Сирија е држава која е failed state, која нема ефективна власт. Од друга страна, Иран е прилично далеко. А видовме дека Иран се обиде да го нападне Израел со ракети со поголем дострел, но тоа немаше некој голем ефект. Па затоа ја прашувам, дали е можен директен судар, ми се чини дека сега можностите за тоа се прилично мали. Мали се, тој обид на Иран за еден масовен ракетен напад кој беше изведен и од територијата на Иран и од Јемен, од територија на Јемен, Сирија, Либан. Тоа беше истовремен ракетен напад, меѓутоа овде Израел не беше сам во одбраната, туку и Британија и САД тие помогнаа во одбраната од тој ракетен напад и покажа дека Израел нема да биде сам доколку Иран се обиде или друга регионална
сила се обиде да изврши напад врз Израел и доколку се изанализира и како се распоредени силите на САД во регионот, ќе видиме дека ти имат присутна морнарица и во Ормускиот теснец, и во Црвеното море, и на Медитеранот, имаат своји постојани бази и во Саудиска Арабија, и во Обединетите арапски емирати, така да американското присуство во регионот е доволно силно за да спречат таква некаква интервенција или регионална војна против Израел. Од друга страна, пред да почне оваа војна, односите помеѓу Саудиска Арабија, Јордан и Египет со Израел беа добри и одеа во насока на уште поголемо приближување. Меѓутоа, конфликтот во Газа го спречи тоа. Така да може да очекуваме дека овие земји, Саудиска Арабија, Јордан и Египет, ќе бараат почитување на човековите права на палестинците, меѓутоа тие нема да застанат со сигурност од страна на Иран. Бидејќи ова е конфликт каде што Хезболах и Хамас се прокси на Иран. Ова не е конфликт помеѓу палестинците и Израел, ова е конфликт во кој реално одлучувачката улога против Израел ја има Иран. Да, во реалноста постои еден прилично голем едно големо ривалство, но и анимозитет помеѓу Иран и останатите арапски земји, не само поради верските поделби како сунити и шиити, туку и поради обидот за регионална превласт таму, кој ќе биде регионален хегемон помеѓу во исламскиот свет, ајде да кажеме. И затоа видовме, например, примери каде што после убиството на лидерот на Хезболах имаше славење во одредени делови на Сирија, каде што, например, тоа се тие сунитски бунтовници кои се борат против Хезболах цело време. Значи, сликата не е толку црно-бела колку што мислат луѓето на Блискиот Исток, туку е прилично комплексна. Па така и во вакви случаи кога некои велат дека Израел врши отворен геноцид во Газа над палестинците, постојат арапски земји кои на ваков или онаков начин сепак, ајде да не речеме го поддржуваат, туку ајде да речеме не се бунат премногу против Израел. Да се пасивни, да, може да се каже. За луѓето подобро да сватат Газа, нели, каков предизвик е, треба да се каже дека Газа има помала територија отколку град Скопје, а има околу 2 милиона луѓе кои живеат на таа територија. И тоа е една урбано комплексна област која навистина нема како да функционира како независна држава. Од една страна граничи со Египет, граничи со Медитеранот, секако излегува на море и е потполно зависна и контролирана од Израел. Додека другата израелска територија која е населена со палестинци, западниот брег, е територија каде што Израел се обидува да колонизира. Има многу посилна контрола и таму имаме 3 милиони палестинци, околу 500 до 700 илјади колонизирани израелци. И навистина ние овде зборуваме за многу комплексен проблем, каде што навистина палестинците се подложни на тие се граѓани од втор ред, може да се десловно да се каже, тие немаат право да управуваат самите со себе си. Чувството на геноцид и обесправеност е логично. Меѓутоа, овој конфликт за жал е узурпиран од Иран. И наместо да се бара реално решение кое е најдобро и за палестинците, тие го користат овој конфликт за пресметка со Израел. Не сум сигурен дека и Хезболах, иако народот над 70-80% во Газа ги подкрепува, дека и Хезболах пред се мисли на доброто на палестинците. На Хамас мислите? Да, се извинувам, на Хамас. Да. А Хезболах е во Либан. Да. Така да, тоа е реалната една многу комплексна слика, каде што не е само да се каже евреи и муслимани, не е само да се каже шиити, сунити, палестинците се мнозинство сунити, па ете, тие соработуваат со... Да, комплексноста на блискоисточните односи беше со години представена и во војната во Сирија, каде што војуваше секој со секого, едни сили беа сојузници со едни, други со други, и ваму соработуваа, таму војуваа. Да, прилично комплексна слика, но ајде малку да излеземе од Блискиот Исток, да видиме, да се преселиме во Вашингтон, каде што е центарот за одлучување, некои би кажале, каде што е центарот кој ги креира политиките, но и односите понатаму, и некои велат дека исходот на овие избори кои ќе се одржат на 5 ноември во Соединетите Американски држави, на претседателските избори, понатаму ќе ја зацрта американската надворешна политика и ќе влие врз случувањата во сите овие
кризни региони. Ајде, еве, како за почеток, избори 5 ноември, вака генерално, што не очекува? Прво прогноза во моментот, доколку треба математички се изразам, би рекол дека 56% е веројатноста дека ќе победи Камала Харис. Тоа е состојбата во моментот. Околу 7 држави во САД ќе ги одлучат овие избори, а најважна во овие избори несомнено е Пенсилванија. Исходот во Пенсилванија ќе најверојатно ќе одлучи кој ќе биде идниот претседател на САД, доколку Камала Харис изгуби во Пенсилванија, таа ќе мора да освои Северна Каролина и Невада, што е можно, меѓутоа е потешко и помалку веројатно. Изборите се неизвестни и можни промени за ова моја проценка може да направи денешната дебата помеѓу подпредседателските кандидати, зависи кој кандидат подобро ќе се покаже на денешната дебата, и доколку има некој голем настан, значаен настан, кој би ги сменил овој однос. Меѓутоа, сепак, може да се каже дека се уште изборите се неизвестни. Трамп и Камала Харис имаат суштински разлики по две прашања. Едното прашање е Украина, другото прашање е Израел. Зошто суштински разлика е за Израел, бидејќи зборувавме пред малку за спорот со Газа? Од една страна Трамп дава безрезервна поддршка на Израел. Додека Камала Харис дава поддршка за Израел, но бара и постигнување на примирие, брзо примирие. Исто така демократите поддржуваат и решение за така наречено решение со две држави. Тоест, тие барем декларативно поддржуваат дека за да се постигне траен мир е потребно да се формира палестинска држава. Така да овие се суштинските разлики помеѓу Трамп и Камала Харис за Израел. Додека па за Украина разликата е уште поголема. Камала Харис бара продолжување на поддршката за Украина се до постигнување на праведен мир. И бара, тоест очекуваат демократите Украина да го има правото да стане членка на НАТО. Додека подпредседателот Джей Венс, подпредседателскиот кандидат, кој е на листата со Трамп, тој веќе јавно изложи на неколку интервјуа дека се залага за замрзнување на некој начин овој конфликт, териториите кои се под контрола на Русија да бидат дадени на Русија, каде линијата на разделување на војните сили да биде некоја фортифицирана линија за да се гарантира понатамошен мир, но Украина да биде неутрална земја, тоест да го нема правото да стане членка на НАТО. Овие се суштински разлики. Меѓутоа, за американските гласачи е важно тоа што и за американските гласачи има суштинска разлика во однос дека решението на Трамп значи веднаш се прекинува со давање пари на Украина. Веднаш ќе се постигне мир, тоа значи најверојатно и подобрување на економската состојба. А економското состојба е едно од клучните прашања на овие избори. Од друга страна, Камала Харис кажува дека свет во кој што Русија би победила во Украина нема да биде побезбеден свет и нема да води кон траен мир. Сега американските гласачи треба да размислат што е подобро за нив и кому веруваат. Така да и конфликтот во Израел и конфликтот во Украина има и повратно влијание, значи оно што се случува таму врз изборите во САД. Затоа беше важна посетата на Зеленски, неговото изложување на план за победа, затоа е важна и операцијата во Курск, и затоа е важно и дали ќе има примирие до американските избори во Израел. Интересна беше посетата на Зеленски, каде што тој беше примен од претседателот Бајден, па беше во посета на она фабрика за муниција во Скрантон во Пенсилванија, но беше примен и од поранешниот претседател Трамп и сегашен претседателски кандидат. Со него, ајде да речеме, пресконференцијата беше поинтересна во најмала рака кажано, но од друга страна Зеленски во интервју за Fox News кажа, вели, јас претседателот Трамп мене ми кажа дека апсолутно ќе ја поддржува Украина, барем тоа го кажа. Иако Трамп во својот говор рече јас добро стојам со Зеленски, но добро стојам и со Путин. Значи, тука добивме некакви мешани сигнали. Од друга страна,
актуелната американска администрација тука ми се чини прати јасна порака за поддршка, освен тоа што Украина не доби зелено светло за користење на американските далекострелни оружја за напади врз Русија. Така да оваа посета на Зеленски донесе некакви мешани сигнали, ми се чини. Да, меѓутоа Зеленски нарече вака, презентираше план за победа. Тоа беше терминологијата која користи Зеленски. Овде има една стратешка порака. Дека Украина е способна да победи, план за победа, и кој имате план, имате и временски рок за реализација, значи ова нема да биде бескрајна војна. И тие беа двете суштински пораки кои сакаше Зеленски да ги упати пред се на американската јавност. Дека ова нема да биде бескрајна војна и Украина ќе победи. Нормално е дека Добро, и мислам логично... дека не се изразевте погрешно кога кажавте Америка ќе победи, бидејќи мислам дека тоа е поврзано на некој начин. Поврзано е несомнено американските геополитички интереси се Украина да биде успешна и Украина да биде членка на НАТО, тоа се и американски интереси. Меѓутоа оваа стратешка комуникација беше кон американската јавност. И на тој начин Зеленски мислам дека влијае и врз изборите на САД, иако на еден суптилен начин. Комуникацијата со Трамп е сосема логична, бидејќи сепак и Трамп може да биде следниот претседател, и тоа не значи дека Зеленски треба да си ги затвори своите врати за комуникација со Трамп и за комуникација со можниот иден претседател. И таа опција, доколку се случи, Зеленски како одговорен претседател мора да ја вклучи како можност и да биде подготвен да функционира и во таа ситуација. Но логично е дека Зеленски најува за победа на Камала Харис, според однесувањето и според изјавите кои ги даваше. Таму знае што го чека. Да. Таму е многу попредвидлива ситуацијата, ајде да речеме, во најмала рака, доколку победи Трамп. Но и доколку победи Трамп во политиката, тој ќе биде представник на САД и Зеленски како претседател на Украина ќе мора да комуницира и да соработува со Трамп. Да, тоа е јасно. Она што во однос на тоа, тој после презентирање на тој план за победа, како што го нарекува претседателот Зеленски, има една реакција од Русија која повторно сега веднаш излезе со ревидирање на својата нуклеарна стратегија за употреба на нуклеарно оружје. Не видовме како е ревидирана и што значи тоа во детали, но сепак таква најава постои. Тоа е на некој начин одговор. Значи, ми се чини дека тој план за победа, како што го нарекува Украина, сепак Русија го сваќа прилично сериозно. Не го сваќа само како демагогија или реторика некаква, туку го сваќа сериозно, значи дека таму сепак постојат некои пораки кои можат да влијаат врз текот на војната. Ревизијата на руската стратегија за употреба на нуклеарно оружје е повеќе поврзана со барањето на Украина да добие право да користи оружје, тоест муниција од Британија и од САД, со која ќе може да напаѓа цели во Русија, некаде околу 300-350 км на територијата на Русија. И таа муниција не само што дава и досек на украинците, туку и дава можност да уништуваат цели кои се заштитени со повеќе од 2 метри бетон. Може да замислите колку утврдена цел таа може да биде, и тоа се командни места и пред се складишта на муниција. Со ова е повеќе поврзано отколку со планот за победа. Ревизијата се однесува на правото на претседател да користи нуклеарно оружје, тоест во кои ситуации рускиот претседател би можел да употреби нуклеарно оружје. Претходно, нуклеарно оружје се користи доколку опстанокот на Русија е доведен во прашање, значи како држава. Додека сега ревизијата би требало да вклучи дека како напад врз Русија и може за употреба нуклеарно оружје, претседателот би имал и доколку Русија е нападната со конвенционално оружје, значи вклучително и со таа далекосежна муниција, проектили и ракети, и доколку во тој напад учествува нуклеарна сила, Британија и САД. Ова е повеќе закана и порака со влијание, со цел да влијае врз јавноста во САД, во овој момент исто така врз изборите, отколку што е реална можност да се користи нуклеарно оружје.
Јас сум бил на војни вежби во кои се размислувало кога, например, Франција или Британија би користеле нуклеарно оружје. И е вака малце пластично е прашање толку падне Берлин дали французите би користеле нуклеарно оружје. Нели? Значи нуклеарното оружје не се користи веднаш и туку тоа е оружје кое заштитува државата да не биде загрозен нејзиниот опстанок и таа би користила нуклеарно оружје доколку навистина е загрозен опстанокот, а не како прва мерка. Така да и ова промена е повеќе влијание врз гласачите во САД, дека еве си ја доведувате безбедноста во прашање, ова е војна која треба да заврши, зошто да се доведете во опасност дека еве ќе почне нуклеарна војна. Повеќе во таа смислам треба да се гледа отколку како реална шанса дека Русија ќе употреби нуклеарно оружје. Ајде да се вратиме малку на изборите во Соединетите американски држави, па мислам дека ќе поразговараме уште малку за Украина на крај. Она што се чини дека го смени текот на кампањата е повлекувањето на Џо Бајден и представувањето на Камала Харис. Тука ми се чини како да работите се свртеа малку, бидејќи очигледно е дека екс-председателот Трамп ќе имаше полесна задача да го победи Бајден, кој очигледно дека има проблеми со когнитивните способности, тоа е повеќе од очигледно, и поради тоа и се повлекува на некој начин, поради годините се разбира, но со појавањето на Харис како работите да се свртеа, како да тој дел од американската јавност кој е, да речеме, против Трамп и кој е за некои, да речеме, ајде малку полиберални вредности, како само да чекаше некој помлад кандидат и да се фати за тоа. Не, Камала Харис имаше многу научен пристап во својата кампања и таа свати многу брзо во кампањата дека слабите страни на демократите беа економијата и мигрантската политика. Таа настапи дека како поранешен државен обвинител, јавен обвинител, дека таа има искуство во прогон на организирани криминални групи и групи кои шверцувале дрога, оружје и луѓе преку границата Мексико-САД и искористи таа своја лична карактеристика да се промовира дека е способна да се справи со мигрантската криза. Од друга страна, за економијата, таа презентираше сет мерки за даночни улеснувања за младите луѓе кои сакаат да отворат свој бизнис и млади луѓе кои сакаат да купат свој дом. Значи таа размисли и за економијата, и за мигрантската политика, која е нејзината позитивна порака, истовремено имаше и пораки со кои го дискредитираше Трамп во однос на економијата, дека тој пред се мисли на олигарсите, на богатите луѓе, а не на обичната работничка класа, и тоа е многу важно бидејќи во овие swing states, тоест во држави кои се одлучуваат, има многу голема средна класа на белци кои што може да бидат придобиени само на тој начин, а не со други пораки. И на крај искористи тоа дека е жена и го нагласуваше правото на жените за абортус. Од една страна, од друга страна нагласуваше дека тврдењето на Трамп за абортус, тоест убивање на дете после раѓање е лага и дека Трамп користи лаги во неговите пораки поврзани со правата на жените. Така таа беше успешна во повеќе области. И не се сведува на тоа дека таа е млада, помлада од Бајден, туку имаше многу по-добар, по-аналитички пристап во комуникацијата со гласачкото тело и избра многу интересен кандидат за подпредседател. Тим Волц е еден многу добар говорник, човек кој бил учител и тој секој ден, предпоставам на своите предавања, знаел како да направи врска со учениците, меѓутоа бил и тренер, фудбалски тренер. Значи избра еден човек кој знае да се поврзе со средната класа, кој потекнува од средната класа и кој знае со комуникација да се поврзе и да убеди. На тоа се заснуваат незините успеси. Добро, уште ова ќе прашам, па потоа ќе прашам за надвршната политика. Кога зборуваме за овие избори, доколку Доналд Трамп ги изгуби, а како што и вие сами откажавте, анкетите покажуваат во ствар на Камала Харис, значи постојат шанси за такво нешто. Мислите ли дека тоа ќе биде крај на неговата, па не знам дали кажам политичка кариера, туку на амбиција за председател? Трамп даде изјава дека доколку изгуби не би се кандидирал, доколку реши да се кандидира би имал 82 години, но во политиката никогаш човек не треба да каже никогаш.
Но Така да- без разлика на неговата волја, дали тоа ќе значи дефинитивно веќе слабење на трампизмот, ајде да кажеме, дали полека тоа ќе почне да бледне, дали трампизмот како еден политички феномен ќе почне полека да оди во заборав доколку ги изгуби изборите. Ако мислиме на некоја форма на популизам или конзерватизам во политиката, мислам дека нема да исчезне, бидејќи таа кризна состојба во светот, обично или кризните состојби предизвикуваат луѓето со поконзервативни или крајно леви, крајно десни погледи да имаат поголема поддршка. Така да доколку не е Трамп, ја мислам дека ќе има некој друг сличен политичар со слични погледи. Кога се развива идеологија, таа идеологија, веќе идеологијата која ширеше постои, Трамп, очигледно. да, постои, таа веќе не зависи од една индивидуа. Да, тоа е мага. Доколку кога зборуваме за она што најголем дел од земјите се определуваат за еден или друг кандидат, па тоа гледаме дека се случува и во нашиот балкански регион, па и внатре во земјава, ако сакате, гледаме дека некои субјекти, ајде да речеме, или индивидуи, некои отворено навиваат за еден или друг кандидат, некои потајно се надеваат. Дали има таква оправданост, ајде да речеме на некој начин, ако го земеме искуството со последниот мандат на Трамп, кога можеби луѓето очекуваа дека некои работи радикално ќе се сменат, но видовме дека не се сменија радикално. Имаше, ајде да речеме, повеќе обиди за некакви козметички промени во односите со Северна Кореја, со Кина или не знам некакви обиди на Трамп, но не видовме некакво суштинско менување на американската надворешна политика тогаш. Меѓутоа и состојбата во светот беше многу поедноставна тогаш. Немавме како сега војна во Украина, која навистина многу е комплицира таа меѓународна состојба. Тогаш беше немавме такви конфликти, немавме војна во Европа. Не може да направиме аналогија. Мислам дека не е коректно да се прави аналогија, бидејќи светот е многу сменет. Не само технологиите, нели, климатските промени, демографските промени, меѓу геополитиката и економијата се е сменето. Сега прашањето ви беше дали победата на едниот или другиот кандидат би значило некакво големо скршнување на американската надворешна политика во друг правец? Во Европа, да. Во Европа, за некои што очекуваат. Конкретно ако гледаме за Украина, очекувам да големо свртување, меѓутоа тоа ќе има влијание и на Балканот и ако се вратиме за политиката на Трамп кон Балканот, тој беше многу поотворен за, например, решавање на спорот меѓу Косово и Србија со некакви разменни територии. Тоа се шпекулираше, иако не беше отворено и формално кажано, меѓутоа такви некои погледи за како да се решат прашањето Косово-Србија беа на маса. Но знаете како, прашањето за Косово-Србија, кога ги свика Вучич и Курти во Белград, да, и неговата средба со Ким Јонг-ун, и предходно најавите дека он ќе му каже на Ким Јонг-ун, неговиот пријател, дека ќе го убеди, и да речеме и прогласувањето на Ерусалим за главен град на признавањето се извинувам, на Ерусалим за главен град на Израел од страна на Соединетите американски држави, тогаш повеќе сето тоа после излезе дека повеќе беа некакви ајде да речеме представи за јавност, отколку дека нешто суштински се смени. Ништо суштински не се смени никаде во тие точки. Точно е дека суштински промени тогаш немаше. Меѓутоа немаше и притисок за такви суштински промени, немаше услови за суштински промени. Додека сега, например, имаме војна во Украина и намалување на помошта за Украина, тоа ќе значи де факто намалување на шансите на Украина за било каков позитивен исход. Бидејќи не постои друга индустрија која произведе такви опрема во количините кои се потребни за оваа војна. За Израел веќе и спомнав дека таму ќе нема суштинска промена, бидејќи она разлика на демократите дека тие се за создавање на две држави, тоа во пракса е тешко изводливо. Така да овде суштинска разлика по прашањето за Блискиот Исток помеѓу Трамп и Камала реално и не постои. Меѓутоа за Украина и за Балканот има разлики кои би имале ефекти и кај нас. Певе за Балканот, да, тоа не интересира. За Балканот мислите дека би имало разлика доколку победи Камала или Трамп? Еве, да речеме, тука се
невралгични точки Косово, Србија, Да. Босна и Херцеговина се разбира со тие моменти на нестабилност. Балканот не е нити во првата, нити во втората светска војна, нити во студената војна, нити сега не е главен театар на случувањата. Ние сме спореден театар. Тоа прво мора да го сватат луѓето, ние далеку од тоа дека сме центар на светот. Македонија на Балканот исто така не е регионална сила. Така да кај нас сушност ќе нема ни примарно ни секундарно, туку има терциерно влијание врз тоест ефект врз одлуките на Трамп. Тоест од одлуките на Трамп врз нас. Меѓутоа, сценаријето дека Украина нема да биде членка на НАТО. Дека Украина дека нема да важат меѓународно признаените граници. И тие може да се менуваат под дејство, нели, доколку голема сила одлучи. Доколку повторна маса се размена на територии на Балканот. Тоа несомнено ќе има ефекти и кај нас, бидејќи ние сме едно мултиетничко општество каде што и кај нас луѓе имаат, тоест има поддржувачи на такви Имате систем на сврзани садови, каде тоа потоа се пренесува. Да, несомнено е дека еве кај нас гледаме на изборите, нели, дали без разлика дали Албин Курти, дали Рамош Харединај, дали Вучич, меѓутоа кај нас овие политичари имаат влијание врз нашата внатрешна политика и врз па и можеби и врз исходот на изборите. Така да не може да кажеме дека ќе нема никаков ефект. Ќе има ефект. Исто како што знаеме дека Албин Курти не е омилен политичар на Трамп. Да, тоа го кажува и многу јасно Ричард Гренел, специјалниот представник на Трамп, кој беше тогаш за Балканот, кој се уште зборува прилично отворено против Албин Курти. Добро, бидејќи дојдовме до кај нас, логично е сега прашањето за оно што кај нас гледам дека повторно се реактуализира таа приказна за некаква евентуална дестабилизација. Гледаме дека најмногу сакаат да ја артикулираат представниците на владата, премиерот Мицкоски, па вчера се огласи и министр за внатрешни работи Панче Тошковски, зборуваат за таа дестабилизација, иако не гледаме некакво конкретно делување на институциите во таа насока. Например, не е свикан Советот за безбедност, немаме некакви отворени активности по тоа прашање, што мислам дека е прилично сериозно, доколку е навистина така. Ако премиерот каже дека има индици за дестабилизација министрот за внатрешни, според мене тоа е сериозно. Но од друга страна, како што кажав, не гледаме некакви конкретни действија, па сакам вас да ве прашам како гледате вие на овие пораки за можна дестабилизација? До сега нема никакви индикатори дека освен протести и изолирани инциденти, можеби не координирани, туку тепачки напади на лица, дека нешто друго е реално можно во следниот период. Во Македонија нити постои организација, нити идеологија, нити лидери кои имаат за цел да ја дестабилизираат Македонија во моментот. Навистина не гледам каде можеби премиерот мисли на политичка дестабилизација, обид за политичка дестабилизација. Меѓутоа безбедносна не. Па мислам дека не се мисли на политичка, бидејќи многу пати се повторува тоа, и се мисли на дестабилизација на земјата, дека тоа е прилично јасно кажано. Ако е така како што вие велите, тогаш зошто ги слушаме константно овие пораки и гледаме дека се повторуваат? Бидејќи во политиката конкретно ова е, нели, политичката опција која се спомнува дека можеби стои за таква дестабилизација од страна на премиерот е Дуи. Да. Дуи несомнено врши притисок по темата дека вреди, не почитува принципи, скршнала од европскиот пат кој го кажувала пред изборите, не ги брани интересите на албанците и напади во таа насока се логични и тие ќе се случуваат, бидејќи престојат и локални избори. И Дуи несомнено ќе врши притисок бидејќи сака да биде политички фактор ќе спречи и прогон на членови на Дуи од правдата. Меѓутоа не гледам на вистина никакви изјави од страна на Дуи кои посочуваат дека Дуи би се радикализирал, би направил нешто надвор од законот. На вистина, еве досега барем јас тоа го немам забележено во нивните изјави. Нити пак гледам дека некој надворешен фактор како Албанија или Косово би поддржал таква ескалација. А без надворешен фактор таква ескалација или
реална закана за безбедноста на државата не е можна. Добро, може би институциите и службите имаат некакви информации за кои ние не тоа знаеме. е јавно достапните информации, меѓутоа можеби службите имаат нешто што не го знаеме ние. Но и прашањето е тогаш доколку и е така, сега ние повторно не знаеме како и што и вие укажувате за каква дестабилизација се работи, за што зборуваме ние. Ајде да бидеме уште по-конкретни, дали се работи за вооружен бунт, за вооружени действија, дали за некаков обид за парализирање на државата, дали за граѓанска непослушност, дали за масовни демонстрации, дали за некакви напади на институциите. Навистина не знаеме, бидејќи ништо не е кажано, но доколку имаат службите или институциите повеќе информации за ова, по-конкретни информации, дали тогаш би требало да има некакви действија, не знам, превентивни, освен само вакви изјави кои се повторуваат, нема да дозволиме дестабилизација, бидејќи мене ми личи малку несериозно, не знам. Тешко е да се коментира за нешто за кое што немам информации, тоа е што знае премиерот и какви информации службите му имат доставено за безбедносната состојба и намерите на одредени политички субјекти. Меѓутоа, некојаш е помудро да се и пораката на премиерот може да се свати како комуникација кон оние кои планираат дестабилизација, како порака, ние знаеме, не се обидувајте. Доколку е така, тоа е позитивно, доколку е со цел да превенира. Доколку таа порака не се заснова на факти, тогаш тоа би била манипулација, но јас не можам да кажам дали е првото, дали е тоа превентивно делување од страна на премиерот или е манипулација политичка поради политички цели. Без, навистина, не може да ви дадам одговор или конкретен. Да, немаме информации, се разбира, за тоа и не можеме да направиме реална анализа проценка, на ова проценка, бидејќи нема информации. Меѓутоа, тие се двете опции. Превентивно делување, стратешка порака, не се обидувајте или манипулација. Да. Добро. Господин Илиев, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас.